Ова е значаен ден за Република Македонија и за нашиот регион. Денес сме домакини на еден од ретките регионални механизми за соработка што дава конкретни резултати. Процесот Брдо Бриони ни даде можност нам, председателите, да ги дефинираме генералните стратегиски насоки што потоа премиерите и владите ги конкретизираат и операционализираат преку Берлинскиот процес, што наскоро ќе се заокружи во Лондон. Со новите процеси и иницијативи ниту се намалува, ниту пак се исцрпува значењето на процесот Брдо Бриони, кој ја задржува незаменливата улога да нуди стратегиски решенија. Затоа многу им благодарам на председателите Пахор и Грабар Китаровиќ, што како лидери на Брдо Бриони неуморно ги застапуваат интересите на нашиот регион. Предстојниот самит меѓу Европската унија и Западниот Балкан во Софија е резултат на нашите барања, на нивните заложби, но и на подготвеноста на премиерот Борисов да го стави регионот на врвот на агендата на бугарското председавање со Унијата. Ви благодарам, господине Борисов. Денешниот состанок беше во духот на поврзаноста. Поврзаноста е приоритет на сите приоритети. Од поврзаноста зависи дали нашиот регион ќе се брои меѓу развоените европски региони или и затоа имаме барем 3 нешта кои не поврзуваат. Првото нешто е економската поврзаност. Очекуваме Европската унија да продолжи со поддршка на проектите за транспортна и енергетска поврзаност за земјите учеснички во процесот. Второто нешто е безбедностната поврзаност. Пред точно една недела го отворив првиот состанок на директорите на агенциите за разузнавање од земјите учеснички на Брдо Бриони. На состанок директорите предупредија на 3 нешта. Прво, дека мигрантската криза не е завршена и се уште представува регионална закана. Второ, постојните билатерални несогласувања потенцијално би можеле да го дестабилизираат регионот. И трето, дека поврзувањето има своја темна страна. Илегалната миграција, криминалните мрежи, корупцијата, странските борци, повратници и тероризмот се тесно поврзани. За да се справат со оваа растечка закана и разузнавачките служби треба уште подсврсто да се поврзуваат. Нашата улога како лидери е да им овозможиме на службите да соработуваат. Со нас е председателот на Европскиот совет, господинот Доналд Туск, кој има огромна заслуга за успешното менаџирање со мигрантската криза. Председателе Туск, вие правилно разбравте дека колку што е цврст Балканот, толку е цврста и Европската унија. И тука доаѓаме до најважното нешто што не поврзува, а тоа е желбата за членство во Европската унија. Очекуваме Европската унија да не ни дава празни ветувања, бидејќи членството во унијата за нас не е празен идеал. Како регион имаме задача да обезбедиме добро владење преку владењето на правото, почитување на фундаменталните човекови права и слободи. Пред неколку месеци во Брисел беше донесена стратегијата на Европската унија за Западен Балкан како отворен прозорец за нашиот регион. Ги поздравуваме објективните критериуми за проширување на Европската унија со Западен Балкан со вреднување на заслугите на секоја земја поединечно. Сепак не можеме да не го забележиме следното. Стратегијата експлицитно истакнува дека нови отворени прашања нема да бидат увезувани во Унијата. Сакам да подсетам дека граничните прашања и идентитетските прашања имаат различна природа, а со тоа и различни последици. А прашањата со различни последици не можат да се третираат на идентичен начин. Република Македонија нема отворени територијални и гранични прашања и затоа со право очекува поголема флексибилност од Унијата. Врвните стратегиски цели на Република Македонија се членството во НАТО и во Европската унија, но долго време политиката на проширувањето потврдуваше во случајот со Република Македонија. Не поради принципите и критериумите на Европската унија, туку поради непочитувањето на тие принципи и критериуми од страна на една земја членка. Како председател на Република Македонија повикувам Унијата да овозможи
паралелно движење на преговорите за членство и надминување на билатералната разлика меѓу Македонија и Грција. По самата своја природа проширувањето е политичко, а не само техничко прашање. Конечниот збор го има Европскиот совет, а не е Европската комисија. А политичкото прашање не може да се реши само со технички пристапи, бара храброст, одлучност и креативност од Унијата. Нема подобар пример за тоа од Словенија и Хрватска, кои со помош на Европската Унија успеа да најдат начин за паралелни преговори. Благодарение на таквиот европски пристап, денес Словенија и Хрватска се лидери на процесот Брдо-Бриони. Ке завршам со следното. Ако Европската Унија не ни ја обезбеди иднината, тогаш ние ќе се занимаваме со минатото. А додека ние се уште се бавиме со прашање од 19-тиот и од 20-тиот век и додека зборуваме дека треба да се приспособиме на предизвиците на 21-тиот век, дали сме свесни дека децата кои се раѓаат во овој момент ќе живеат во 22-тиот век? Мора да соработуваме бидејќи сите имаме билети за истиот европски брод. На тој европски брод има кабини резервирани за секој од нашите држави. И секој од нашите држави има свое место и своја улога. Извештаите на Европската комисија за напредокот се мапата, а препораките се компасот што ни кажува дали сме на вистинскиот курс. Затоа, стратегијата на отворен прозорец треба да се замени со стратегија на отворен поглед за фер и рамноправен просперитет на сите кандидати за членство во Унијата.